Дали се бориш со некаков грев? Дали длабоко во себе чувствуваш срам за тоа што го имаш направено? Дали се срамеш да тоа го дознаат другите? Дали се криеш позади тоа? Тоа што знаме дека сите ние во даден момент во нашиот живот сме го почувствувале тој срам дека ние сме направиле грев од кој што длабоко се срамиме. Но тоа што знаме дека тоа не може да те одвои да отидеш предалеку од Бог. Ниеден грев не може да те одведе да отидеш предалеку. И немој да мислиш дека ти имаш отидено токму предалеку. Исус е поблиску од тоа што ти мислиш. Поблиску е од воздухот кој што го дишаш моментално. Тоа што знаме дека од оваа страна на екранот каде што гледаш има грешник и од таа страна на екранот знам дека има грешник, бидејќи сите сме паднати под Божјата слава. Денеска ќе читаме стихови од Евангелието по Јован, ова е 8-миот девоушнал. Ќе читаме стихови каде што ќе видиме Исусовата љубов, Божјата љубов, како не познава граници без разлика на минатото кое што ние го имаме позади нас. Без разлика на минатото, Исус секогаш креира нова и уникатна иднина. Затоа ќе ве замолам да го споделите ова видео, бидејќи ќе биде споделена Божјата љубов, ќе биде споделено Евангелието. И нема да должам многу, не барам ништо повеќе од тоа, освен да го споделите видеото. И ќе се помолам за вас и веднаш ќе почнеме со читање на стиховите. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се вклучува на ова видео, Господи. Те молам ти да ги допреш длабоко во нивните срца. Те молам ти да ги благословиш нив, Господи. Те молам ти да ги благословиш и да ги чуваш и заштитиш нив и нивните фамилии. Господи, чувај ги во ова немирно време во кое што живееме. Заштити ги од било какви болести, вируси, Господи. Сите грижи, Господи, ти пресретни ги таму каде што си им потребен. Сите грижи ти земи ги на твоите плеки. Господи, те молам ти да зборуваш преку мене, да не биде тоа мои зборови, туку да биде тоа зборови директно од твоето слово кон луѓето кои што ќе огледаат ова видео. И ова го молам во името на единствениот наш Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе читаме повторно од Евангелието по Јован, на овие видеа го читаме Божјото слово, се молиме заедно и едноставно го споделуваме Евангелието, споделуваме Божјата љубов. Ова не е место на осуд, ова не е место на покажување кон туѓиот греф или покажување кон окото на другиот или кон фалинките на другите луѓе, туку едноставно место каде што сите можеме да се сретнеме со Божјото слово, да ставиме тоа да ни зборува длабоко во нашите срца. Ќе читаме од Евангелие по Јован, како што кажав, 4-та глава, од 1 до 42 стих. Имаме доста стихови за читање, но тоа е Божјото слово, па затоа ајде да се фрлиме побрзо. Вели, кога разбра Исус дека фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован и крштеваше, макар што самиот Исус не крштеваше, туку учениците негови, ја напушти Јудеја и отида пак во Галилеја. Требаше да мине преку Самарија. Така дојде во самаријанскиот град наречен Сихар, близу до земјиштето што му го даде Јаков на својот син Јосиф. Таму беше изворот на Јаков. Исус пак изморен од патот седна покрај изворот, а беше околу 6-тиот час. Дојде една жена од Самарија за да полни вода, а Исус ја рече: "Дај ми да пијам." А учениците негови беа отишле во градот да купат храна. Жената самаријанка му рече: "Како ти јудеец бараш од мене жена самаријанка да пиеш? Зашто јудејците со самаријаните не се мешаат?" Исус ја одговори и рече: "Кога би го знаела дарот Божји и кој е овој што те вели: дај ми да пијам, ти самата би побарала од него и тој би те дал жива вода." А жената му рече: "Господи, ти немаш ведро, а кладенецот е длабок, од каде пак има жива вода? Зар ти си поголем од нашиот татко Јаков кој ни го даде овој кладенец и самиот тој пиеше од него и синовите негови и добитокот негов?" Исус ја одговори и рече: "Секој што пие од оваа вода пак ќе ожедни. А кој пие од водата што ќе му дадам јас, нема никогаш да ожедни и таа во него ќе стане извор на вода што ќе тече во живот вечен." А жената му рече: "Господи, дај ми таква вода, за да не ожеднувам ниту да идам овде за полнење." На Исус се рече: "Оди, повикај го твојот маж и дојди тука." Жената му одговори и рече: "Нема маж." Исус и рече: "Право кажа дека немаш маж, зашто 5 мина мажи си имала и овој што го имаш сега не ти е маж, право рече." Жената му одговори: "Господи, гледам дека си ти пророк. Нашите татковци се поклонуваа на оваа планина, а вие велите дека во Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме." А Исус се рече: "Жена, верувај ми дека доаѓа време кога ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим не ќе се поклонувате на Отецот. Вие му се поклонувате на
Оно што не го знаете, а ние се поклонуваме на оно што го знаеме, зашто спасението е од јудејците. Но иде време и веќе е дошло, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот во дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина. Жената му рече: знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос. Кога ќе дојде тој, секој ни каже. А Исус се рече: јас сум кој зборува со тебе. И тогаш дојде учениците негови се зачудија дека говореше со жена, но ниеден не му рече што сакаш или зошто зборуваш со неа. А жената ја остави својата стомна и отиде в град и им рече на луѓето: дојдете, видете го човекот кој ми кажа се што сум направила, да не е тој Христос. Тогаш тие излега од градот и тргнаа кон него. Во тоа време пак учениците го молеа велики: рави, јади. Но тој им рече: јас имам храна за јадење што вие не ја знаете. Тогаш учениците си проговорија меѓу себе да не му донал некој да јаде. А Исус им рече: мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршам неговото дело. Не велите ли вие дека уште 4 месеци пак ќе настане жетва? А јас пак ви кажувам, подигнете го погледот и видете ги нивите како веќе побелеле, готови за жетва. И жетворот веќе добива плата и собира род за вечен живот, та да се радуваат заедно и сејачот и жетворот, зашто во ова вистината станува поговорка: еден сее, а друг жнее. Јас ви испратив да го жнеете она за што не сте се труделе. Други се труда, а вие влеговте во нивниот труд. И мнозина самарјани од оној град поверуваа во него поради зборовите на жената која сведочеше: ми кажа се што сум направила. Кога дојдоа пак самарјаните кај него, го замолија да остане кај нив и тој остана таму уште 2 дена. И уште повеќе поверуваа поради словото негово, а на жената и велеа: сега веќе не веруваме само ради твоите кажување, зашто сами чувме и знаеме дека тој е спасителот на светот, Христос. Овдека гледаме во овие стихови повеќе аспекти, може да го гледаме во овој текст, овие стихови повеќе аспекти, но едниот аспект е дека Господ не познава граница на тоа какво минато има човекот и дека секој е примен во неговото присуство, секој човек без разлика на тоа што се крие позади него. Тоа бреме, таа торба која што ја влече со цела сила, со сета тежина, грбот го боли човекот од таа тежина, може да ја остави, може да биде примат во прегратките Христови. Но тоа што знаме дека Исус требаше да прејде преку Самарија. Не беше тоа случајно што он пројде таму, он требаше да се сретне со таа жена. Но освен тоа, Христос требаше да умре на крстот. И требаше да умре за да се сретне со секој еден од вас денеска. Сите вие кои што го гледате ова видео, секој еден, Исус дојде за секој еден човек на оваа земја. Исус ги сака сите. Не прибира луѓе врз база на јазик кој што зборуваат, врз база на како тоа изгледат, каква боја на коса имаат, каква боја на очи имаат, каква позадина има, дали имаат фамилиарна историја, дали имаат религиозна историја, било што и да е. Исус не ги бира луѓето на тој начин, бидејќи Христос дојде за и умре за целиот свет, да му се отворат вратите за да се спаси преку него. Исус требаше да мине преку Самарија и се сретна со самарјанката која што имала 5 мажи. Се премажила 5 пати и тој сега кој што е 6-тиот не е маж. Какво минато, каква тежина влече таа жена. Но тоа што знаме дека во 6-тиот час каде што пишува дека дошла самарјанката на изворот, тоа било времето кога никој не одел на изворот. Никој не одел и таа отишла најверојатно сама, тогаш бидејќи чувствувала срам, не ќела да биде измешана помеѓу луѓето. Дали ти чувствуваш срам? Какво минато и да имаш, каков греф и да имаш направено? И не го покажувам прстот на тебе дека ти имаш грешно, дека ти си грешен или грешна. Јас сум истиот. Сите ние сме истите. Но какво и да е нашата тежина која што носиме, можеме да ја предадеме во Христовите раце. Бидејќи Христос дојде и ние може да се сомневаме, може да идеме да прашуваме, како што прашуваше самарјанката. Но на крај не само таа, туку и луѓето околу неа дознаа за Христовата љубов, дознаа за тоа кој е Господ Исус Христос, поверуваа дека тој е спасителот на светот. И сите тие поверуваа, и тоа беше за нивно сведоштво. И дека твоето одвраќање од гревовите, соочување со живиот Бог, без разлика на колку да е тежок срамот, колку да е длабок срамот во нас, колку да е безизлезна ситуацијата, на крај тоа може да биде сведоштво за други луѓе.
И тоа може да биде светлината која што ти ќе ја шириш понатаму. Затоа што и да е, ништо не може да не оддели предалеку од Божјата љубов. Во Римјаните 8 глава го вели тоа. Ниту ангелите може да не оддалат од Божјата љубов. Божјата љубов е толку голема што едноставно и мојот мозок не е доволно голем за да го свари тој момент. И јас многу често се чувствувам не заслужено во Божјото присуство. Многу често поради моите гревови јас се чувствувам со вина, со срам. Но тоа не може да не оддели од Божјата љубов. Никој не е отиден предалеку. Ја мислам дека бев отиден предалеку пред да поверувам, пред да го предадам животот на Исус Христос. Многу луѓе мислат. Без разлика дали е тоа алкохол, дали е тоа дрога, дали е тоа секс, дали е тоа порнографија, што и да е. Кој да, дали е тоа коцка, дали се тоа уште потемни работи. Што и да е, ништо не е претешко за Господ да го опрости. И Исус Христос дојде, се сретна со таа жена, знаејќи го нејзиното минато. Знаејќи го нејзиното минато, се сретна со неа и ги опрости гревовите, ја соочи со нејзиното минато и даде спасение и даде вечен живот. И не само тоа, и на луѓето околу нејза. Затоа не чекај. Едноставно влези во Божјата љубов, бидејќи Христос те чека со отворени раце. Се гледаме во народно видео. Чао!